Constatuese cuvendi, emiratoi vendimi para emrimine criatarit dhe antarëve të Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit. И сметам дека оваа комисија, која што е составена од професионалци, ќе застане на браникот на јавниот интерес. Од една страна медиумите да не следат, а од друга страна да бидат и наш сојузник. Сите предмети што сме ги добиле, сме ги распоредиле и постапуваме по нив. Како што почнавме, така мислиме да тераме. Како јас стана подеднаш таргет на антикорупцијска комисија. Вие доколку сте си уверени во вашата работа и вашата честност, мислам дека немате причина да не спиете мирно. Судии, пратеници, други актуелни и поранешни функционери, нивни роднини, председателот Иванов, за неполни 2 месеца од формирањето на Државната комисија за спречување на корупција, се најдоа на нејзината листа за проверка. Досега се отворени вкупно 376 предмети, од кои антикорупцијска затвори 26 со оценка дека нема случај. Телото за превенција и борба против корупцијата, на чие чело застана жена, веќе стекна позитивен публицитет во јавноста и често се споредува со специјалното јавно обвинителство. Миша Поповиќ од Институтот за демократија, кој го води секретаријатот на платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, не сака да брза со оценка за работата на антикорупцијска. Рано е да се каже заради тоа што генерално истраги или процесите кои што се антикорупцијски се долготрајни и потребно е време навистина да покаже што се направило. Меѓутоа, сметам дека првичните некои иницијативи кои што ги имаше Државната комисија за спречување на корупција се во добра насока. Се очекува Државната комисија да направи анализа на ризик и тоа да ги води, заради тоа што има едно море на корупција и они треба да најдат што е најважното. За Поповиќ новина и пристапот на ДКСК кон граѓанските организации и медиумите. Интересно е дека Државната комисија почна да работи по допрен глас, по нешто што се појавува по медиуми, што е навистина чекор во вистинска насока. Истовремено тие и се отворени кон граѓанското општество. Ние веќе имаме неколку состаноци со нив и тие бараат помош од нас за фокус, за соработка и така натаму. Ако тие успеат да ги убедат граѓаните дека навистина работат во борба против корупција, граѓаните ќе застанат позади нив. Има такви примери во поширокиот регион каде силата на антикорупцијската агенција ја даваат всушност граѓаните. Во истрагите отворени по допрен глас се најдоа случаи што во изминатиот период беа објавени во емисијата 360 степени. Таков пример се указите за унапредување именувања во армискиот врв, кој председателот Ѓорги Иванов ги потпиша при веќе распишани избори. На забелешката дека указите се донесени во предизбори и на само 2,5 месеца до завршувањето на неговиот мандат, од кабинетот на председателот одговараат. Постапката траеше неколку месеци и станува збор за редовна обврска, која е во делокругот на непречено функционирање на државата. Но така не мислат во антикорупцијската комисија. Именување од ваков тип не треба да има во време кога е започнат изборен процес, дотолку повеќе што се отвара ризик од потенцијално влијание, политичко влијание на гласачкото тело или како да кажем. Друг случај објавен во 360 степени што се најде на списокот на антикорупцијска е скандалот со фирмата која изработува дуб за центарот на Скопје за само 1 денар. Планерски фирми ангажирани од општини цртаат детални урбанистички планови за цена од 1 денар, и тоа за најатрактивните и урбанистички најсложени делови од Скопје. Не ви е сумнително тоа што некоја фирма се нафаќа за 1 денар да изработи, не така едноставно? Нормално дека е чудно. Неколку пати ќе ги кажеме забелешките, не може постојано да се враќаме назад. По неполни 2 недели од објавувањето на истражувачката сторија, антикорупцијската комисија отвори предмет. Најсимптоматично од сето тоа е изјавата на членот на Советот на општина Центар дека забелешките кои што ги даваат во текот на јавниот увид во расправата и така натаму не се земаат во предвид и истите не се коректив во донесените планови. Пред 4 месеци, кога земјава беше без антикорупцијска, 360 степени тестираше колку се веродостојни анкетните листови за имотната состојба на пратениците.
Неколку дена околу собранието следевме кој пратеник со какво возило доаѓа на работа. Джевата Деми, пратеник на Дуи од Тетово, се појави со джип Мерцедес. Во анкетниот лист тој нема пријавено такво возило, туку Голф и BMW X5. Телефонски изјави дека Мерцедесот му бил земен на лизинг, па затоа не го пријавил како своја сопственост. Со возило различно од пријавеното до антикорупцијска се појави пратеникот од владеачката партија за целосна еманципација на ромите, Самка Ибраимовски. Шкодата што ја возеше ја нема во анкетниот лист, каде е пријавен само Цитроен. Кога е пред 2 месеци деве, не е нормално дека ќе се пријави. Сега немаме ни антикорупцијска комисија кому да пријавиме. Мухамед Зекири, пратеник на СДСМ од Скопје, на работа се појави со Ауди А5. Тоа е автомобил кој што е на мој пријател и во моментов се служам со него. И овој случај е интригантен за антикорупционерите. Кога ги прашува, излезе дека скоро сите автомобили баш тој ден им се позајмени од пријател, дека имаат пријавено. Реално, кога ќе морате да гледате фактичка состојба визави тоа што е пријавено, ќе се соочувате со серија на вакви креативни лажки. Така е. За тоа пак надлежностите на комисијата се многу зголемени. Како што знаете, и сами во законот пишува дека ние ќе бидеме електронски поврзани со многу бази на податоци на веќе 17 институции. Тука ќе биде и МВР, тука ќе биде и катастар, управа за приходи, мислам овие главни институции каде што се регистрираат имотите на граѓаните, така да многу лесно со самото впишување на матичниот број, да кажеме од МВР, излегуваат автомобилите регистрирани на име на тоа лице или од катастарот ќе излезе се што е потребно како имот на соодветното лице или на членови од неговото семејство. Така да налагат и се кратки нозите. По допрен глас, антикорупцијска го истражува имотот на актуелниот советник на председателот Иванов, Илија Исајловски. Тој е поранешен заменик министер за надворешни работи и екс-амбасадор во Киев, Москва и Пекинг, за кого во 2016-та објавивме дека заедно со сопругата стекнале 291.000 евра богатство за 4 години. Стан во Москва во 2012-та 60.000 евра. Стан во Скопје во 2012-та 100.000 евра. Уште еден стан во Москва во 2013-та 80.000 евра. Джип Мерцедес годинава 51.000 евра. И заедно Исајловски плаќа 2190 евра рата кон банките ако ги зеле на ефтините стамбени кредити, а толку од прилика им се и платите без додатоци и бонуси. Нивните анкетни листови не нудат одговор од што тогаш живеат овие функционери, бидејќи не пријавиле заштеди или други приходи. Но освен индициите објавени во медиумите и пријавите од граѓани, председателката на ДКСК вели дека ги следат и објавите на опозицијата. Гласот од ДПМН не допира до вас од пресконференциите или не? Барате представка да ги прати? Како не допира? Па 18 е вработени од чив глас беше, од ВМРО ДПМН. Тие се од владеачката партија за вработувањата во ЕЛМ, во МЕПСО, во Министерството, така? Значи, први почнавме со владеачката партија. По допрен глас, антикорупцијска ќе постапува и за време на изборната кампања што почна денеска. Што ми отворите веб страницата на ДКСК, ве пречекува овој формулар за пријавување неправилности во изборниот процес. Вашиот глас ќе допре до комисијата, дури и при анонимна пријава.